Интересно беше што кога се породив, Стефи бебенце и у болница ми кажаа дека треба тие некои жабчиња, вежбички да се прават за куковите. Па јас толку се фокусирав на тоа да ги правам така балетски незините жабчиња тоа време, да толку многу ја растегнав. Ја мислам дека сега и ради тоа е онака превише флексибилна. Не, еластична. Значи како ги вежбав ноџињата, така од жабча на ке шпагичка, па на ке главчето, па поише од шпагичка. Сега јас потсвесно сум ја спремала Стефи за балет, иако нормално тогаш мислам ни на крај памет дека најчесто кога е мајката еве балерина или друга професија, може да има желбата ќерката да биде, но многу често тоа не се погодува. Така да немав ја некои визии за неа. Меѓутоа си викав зашто да не, шпагички не штетат никому. Многу ми се допаѓаше мајка ми во Лебедово езеро, кога играше трите големи лебеди, затоа што мислам тогаш ми се допаѓаше, а сега сваќам колку уствари е таа многу тешко парче за играње и бев воодушевена од неа, плюс во бела пачка, преубаво тело, имаше права балерина беше некако за мене тогаш и беше преубава и за сите. Дали тоа значи дека твојата мајка е твој идол? Имаш ли идоли? Дефинитивно, и како жена и како се, како борец. Многу сум среќна што мајка ми дојде до Москва кога беше мојот многу битен настап. Тоа е за Спаната убавица, тоа е едно 6-минутно парче кое ми го дадоа да го изиграм. Парче за веќе возрастни балерини, парче кои го играат само прими балерини, но ми го дадоа мене на само 16 години и мајка ми успеа да дојде и да ме гледа. Мајка ми вика, ти разбираш ли каде сме сега? Да. Таа златна сала што гледавме само на интернет, на слики, на... Па сега сте дел од тоа.